Добре дојдовте во Сцена на телевизија Нова и денес сме тука за да ви ги пренесеме сите интересни и нови информации. А стартуваме веднаш по најавниот форшпан. Денеска во Сцена ви ја представуваме првата модна енциклопедија од модниот новинар Снежана Јаначковска-Богдановска-Сани. Супер ексклузивно со Дунавка Трифуновска. Не пропуштајте ништо до самиот крај. Господин и госпоја Смит се славниот пар за кого никој никогаш не би рекол дека би можеле да се разделат. Но верувале или не, на нивната врска им се гледа крајот. Но и во продолжение ќе да знаете зошто Саша тагува, но и ќе да знаете причина плюс зошто треба веднаш барем девојките да се упатат кон Србија. Слушајте внимателно затоа што се работи за тројца на вистина згодни момци. Пукна тиквата. Бракот на Анџелина Џоли и Бред Пит е на тенок мраз поради сомнежот на актерката, дека ја изневерува со познатата британска манекенка Кара Делевинј. Капката која прелејала чашата е Бред Пит, кој се обидува Кара да ја спои со продуцентската куќа која неколку застапува. Близок извор на парот изјавил дека тоа придонело актерката да падне во депресија, иако Бред само сакал да ја помогне на моделот. Анџелина мисли дека ја лажи дека во тајна врска со неа. Од друга страна, светски таблоиди тврдат дека Бред кренал раце од Џоли и нејзиниот проблем со анорексијата. Тој наводно почнал да се гледа со други жени. А Џоли не е единствена која е во депресија. Саша Ковачевиќ поминува низ тежок период во неговиот живот, откако дознал дека неговите родители ќе се разведуваат. Како што пишуваат медиумите, таткото и мајката на популарниот пејач по неколку децении заеднички живот решиле да се разделат. Пејачот заедно со неговиот брат Раде направил се за да не дојде до разделба, вели близок извор до семејството Ковачевиќ, кој тврди дека Саша е во депресија поради настаните. Oko mene su svi ludi, samo ne ti. Novi vrti se hit, a ti kao Brad Pitt od 150. А додека себе пее за Бред Пит и чека дете од Игор, Бали Бек ги фрли око. Популарниот турски актер Бурак Озџевт овој месец доаѓа во Србија, односно во Нови Пазар. За неговото доаѓање Бали Бек побара хотелот во кој ќе престојува да биде празен, но сепак направи остапка. Во истиот период во неговиот хотел ќе биде и Северина, за која не важи неговото барање. Пејачката ќе спие во хотелот бидејќи во Нови Пазар ќе има настап. Бали Бек ќе биде сместен во најлуксузните апартмани во хотелот на Пазариште, каде некогаш престојувал дури и Тито. Ајде приđi mi, ja brojim do 3. Дунавка Трифуновска или нашата позната манекенка имаме во следниот прилог. Со неа разговараме на тема манекенство, но и ексклузивно ви откриваме незината улога во новиот спот на IQ. Деталите во продолжение. Ке се согласите дека изминатите неколку месеци најгуглано име и презиме од Македонија беше Дунавка Трифуновска, манекенката околу која се крена медиумска прашина. Истата таа Дунавка денес со причина гостува во Сцена, незиното појавување во новиот спот на IQ. Еве од каде оваа комбинација. Па добро, снимањето на спотови не ми е нека нова приказна, иако никој не сум играла главна улога. Не сум имала онака полно, кога што јас ќе се препознавам себе си како прво лице на некој спот и Бојан од IQ ми се јави. Тоа се енергии кои што веднаш се препознаваат и се спојуваат. Бојан знаеше тоа да го препознае. Коинциденција на самото снимање. Воопшто не знаеше дека ми е роден ден таа недела кога се снима спотот. И го снимавме баш тој ден кога ми беше роден ден на 25 февруари и спотот е приказна како го преславувам ја мојот роден ден. Дали поради роденденската тематика или поради тоа што станува збор за Дунавка Трифуновска, слободата била во нејзини раце. Ја имав целата слобода во спотот, ги следев нивните инструкции, ја одберав гардеробата на Елена Лука и супер се забавувавме. Имаше ли досега некој вакво искуство? Ми спомена пред малку К15, но претпоставувам дека тоа било порано. Да, снимавме спот за К15, го јавев, мислам дека тинеџерка за килибарни лисици. Не мислам, овие две работи не можеш да ги споредиш. Значи, тоа беше лудница. Тоа беше супер забава. Ќе биде некоја официјална промоција каде што Дунавка повторно ќе излезе како изненадување? Не знам дали ќе бидам во Скопје, бидејќи јас сакам моите празнични денови, моите одмори да ги поминам во Виена.
со моето момче, таму ми е најубаво. Ако видам тука, дека сигурно ќе го направам тоа. Кога веќе сме на тема роден ден, Дунавка го одвои последниот. Минатата година го славев заедно со моите другарки во станица и си поминавме преубаво. Не заради самиот мој роден ден, него заради тоа што секоја да ми донесе тоа што јас најмногу го сакав, без јас ништо да им кажам. Евоциравме спомени, се подсети на уште два специјални. А инаку имаше еден роден ден многу одамна во второ деление и добив свекичка во вид на срце, која што ја чувам на ден денес од мојот симпатија, Владица. Пред 2 години во Белград го славев родениот со мојата најдобра другарка и која што тогаш работеше за Emotion, една од најдобрите продукции во Белград. И ми направи она супер изненадување. На професионално поле, освен што има главна улога во видеоприказната на IQ, Дунавка имаше дефиле и на модниот викенд во Скопје. Имавме совршена приказна на моден викенд со Никола Петровски, јубилеј 20 години. Се надевам дека истата таа приказна ќе ја прераскажем и во Битола, каде што и почна нашата приказна пред 5 години. Имам проекти на кои што работам, да, но сепак мислам дека нема да стагнираме, но едноставно мислам дека се треба да биде дозирано. Јас сакам моето појавување да биде дозирано и да биде со причина. Она што можеби не сте го знаеле за неа, тоа дека уште од 15 годишна возраст плива во манекенските води, а тоа го наследила од незината мајка Билјана Трифуновска, која е ветеран во модниот свет. Но и уште една информација. Дунавка има брат-близнак. Разлика сме 5 минути. Јас сум постара. Инаку јас сум со маж од стомак, така да ја ги знам мажите како дишат. И затоа сум специјалист. Онака одма знам да видам, да ги препознам, да ги следам, ама односите и со родителите и со братот се една специфична приказна. За онаа медиумска прашина која се крена околу името Дунавка Трифуновска, ќе каже: Видите, јас не сум таа која што треба да каже зошто пиарот на еден настан доби таков тек. Тоа е одлука на вас како медиуми. Значи, вие одлучивте тоа да има таков тек. Јас тој тек го прифатив, значи ја прифатив понудат, предизвикот го прифатив и некој поентираше. Кој поентираше? Вие знаете, бидејќи вие како медиуми ја потавте приказната, јас ја прифатив. Значи, јас вашата понуда ја прифатив. Јас никогаш во животот не сум одбила интервју, изјава и покана. И тоа ќе се случи. За реакциите на медиумите ќе почекаме до премиера на спотот, а во меѓувреме, медиумите може да си најдат друга занимација, а тоа да не е Дунавка Трифуновска. И за денес завршуваме со уште една дама која одлично ја познава модата. Мислам на Снежана Богдановска Сани. Жената која своето 20 годишно искуство од модата го преточи и ја напиша првата македонска модна енциклопедија. Ева, каква е незината приказна? Да најдеш верен пријател е исто како да си пронашол богатство. Оваа изрека во денешно време тешко дека се практикува. Обично верните пријателства се оние кои со години се граделе и подржувале. Такво едно е пријателството на првиот македонски моден новинар Снежана Јаначковска Богдановска и модниот дизајнер Никола Евтимов. Тоа е пријателство кое започнало во раните 90-ти. Прво како професионални соработници, а подоцна и пријатели. Сеќам уште како млад и надежен иден моден дизајнер. Возбудено ја гледав на модните писти и навистина сонував дека еден ден и таа ќе може да ја презентира мојата работа. Веќе по враќањето од моите мастер студии во Италија, почна и нашето многу интензивно дружење и професионална соработка. Тоа е наше дружење професионално преценели првично, потоа се претвора во пријателство затоа што се препознавате на сите нивоа, значи и професионално и како секако. Додека тие го граделе пријателството, во Македонија се формирала модната сцена.
Многу интересно тоа што се поклопува со почетокот на растењето, односно со формирањето, ајде да речеме, условно на македонската модна сцена, нели? Она осамостојување на Македонија, па создавање на една сосема поинако преструктурирање на македонската модна сцена или создавање на сосема нова. Далечината и професионалната посветеност не биле причина за да стават крај на дружбата. Интензивноста на дружењето не значи квалитет на дружење. Имало периоди кога нормално поради моите обврски, поради низините обврски, тоа дружење станувало помалку интензивно. Меѓутоа, кога дружењето и пријателството е базирано на вистински почит кон личноста, тоа никогаш не одумира. Напротив, мислам дека со текот на годините доби на квалитет. Дека вистинскиот пријател е тука кога си успешен, покажа Евтимов. Сани ја промовираше својата книга која носи наслов "Мои истории, мој живот", аналитичко модно четиво, кое представува неизбежна литература за модните влюбеници. Среќа што ете покрај она што ми беше главна преокупација за сите тие веќе 20 години, нели, телевизиското новинарство, каде што не остануваат многу документи. Јас велам, технологијата некако побрзо оди од нашите животи, така да не надмине и сега останати се некои VHS касети кои што не функционираат, да речеме. И меѓутоа имав среќа во меѓувреме да работам и сите останати медиуми фактички, што е печатен и што се однесува на магазинот Life цели 4 години, каде што ми беше особено задоволство. Сето тоа е исто, меѓутоа различно. За оваа дихотомна колекција на колумни и интервјуа од модата и за неа ќе каже: голема одговорност да ставите нешто меѓу корици. Кога ќе се преиспитате и кога другите, нели, ќе дадат малце светлина на сето тоа и разберете дека тоа сепак има некаква друга димензија, тогаш да, се одлучувате на ваков чекор. Јас сум навистина среќна што сепак ќе оставам нешто. Оваа прва модна литература кај нас опфаќа две различни содржини. Едните се тие колумни модни по кои што сум, нели, карактеристична, препознатлива, а другата се интервјуа кои што не се многу, ама се многу специфични за наши услови. И ми беше предизвик со сите тие магови на новинарството, со такви, нели, големи способности за правење интервјуа, да како јас ќе се снајдам како некој што е профилиран во една тематика, сега треба да прави нешто сосема друго. Книгата нема таргет група. Истата може да се чита и препрочитува, затоа што секое навраќање ќе ве поттикне на размислување за модата, кое дава поинаква димензија. Прво и основно дека сите фешонисти мора да имаат во својата библиотека, ако сакаат да бидат сериозно сватени како некои кои што сакаат модата, нели? А второ и сите оние кои што навистина сакаат малце повеќе да знаат за модата. Буквално за сите. Како рецензент на "Мои истории и мој живот" се подпишува Никола Евтимов. Кога дојде моментот да се подготвува книгата за печат, најнапред добив покана да бидам еден од рецензентите, што мене како моден дизајнер, предавач и некој кој што животот си го посвети на модата ми прави чест. Од друга страна, бев поканет да учествувам со некои фотографии кои што заедно ги правевме во текот на изминатите веќе децени позади нас. И да учествувам исто така со дел од моите модни илустрации како прилози во графичкиот дизајн на оваа книга. Ова е поттик и за сите оние млади модни новинари и блогери, за кои модата е нивна пасија. Она што таа го правеше со тек на времето, градејќи својата кариера во модата, во многу аспекти. Нашето дружење завршува овде. Репризата е вечерва во 22 часот и 45 минути. А ние се дружиме веќе утре на исто место во исто време со нови информации. Имајте пријатна вечер.